Нешто укажа одбраната уште на 7.11, кога вие бевте присутни и видовте дека јавниот обвинител не ја префрли листата на докази на USB по електронски пат. На минатото рочиште приговаравме дека она што беше ставено во листата на докази, односно предложено да се изведе како доказ, не одговара со доказите кои што на одбраната и беа доставени од страна на специјалното обвинителство. Извадивме листа на многу докази кои што одбраната воопшто ги нема примено. Ова Законов за кривична постапка предвидува контрадикторна расправа. Ние цело време приговараме бидејќи доколку одбраната ги нема примено сите докази на кои што се повикува јавниот обвинител, не може аргументирано истите да ги оспорува. И поради тоа приговаравме значи и на денешното рочиште бидејќи второ и трето обвинетите седето со докази го примие на минатото рочиште и денеска тие се повика на приговорите истакнати од моја страна во насока на тоа дека не се одветствува листата на докази со она што ни е предадено како доказен материјал од специјалното јавно обвинителство. Приговаравте во однос на сведоците, односно чии се сведоците, кој попреди? Да, согласно Законот за кривична постапка и одбраната има право да ги предлага како сведоци истите сведоци кои што ги предлага јавниот обвинител. Во конкретниот случај на денешното рочиште приговаравме дека специјалното јавно обвинителство ги немаше предложено овие сведоци во својата листа на докази, туку имаше предложено некакви материјални докази, некакви записници за пребирање на известувања од овие два сведока, што согласно значи Законот за кривична постапка и нашето сваќање и толкување на законот не е предлог за вербален доказ. Сега сакате да речете вие сега темат правото? Да. Ние денеска судот се произнесе дека нема да дозволи одбраната да ги испитува тие сведоци во директно испитување, што значи за нас ние се чувствуваме како дека е повредено правото на одбрана. Благодарам.